Ни по десетина дена откако се појавија снимките од приватните разговори на главниот уредник на Сител Драган Павлович Латас и сопственикот на овој медиум Горан Иванов, ниту МВР со кој раководи генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, ниту специјалната обвинителка Катица Јанева, надлежна за прислушувањето, не даваат информации дали повеле постапка за овој случај, пишува Дневник. Тие се однесуваат индиферентно и покрај тоа што гонењето за објава на незаконски прислушувани материјали е по службена должност, а и неколку закони ги обврзуваат на тоа, додава Дневник во текст во кој се напоменува дека се работи за тешко кривично дело за кое се предвидува казна и до 5 години затвор, имајќи предвид дека се нарушуваат уставно загарантираните права на приватност. Во јавноста снимките беа распространети преку интернет, а според првичните сомнежи потекнуваат од базата со 70.000 разговори што е поседувал Захир Бекири Чаушот и неговата фабрика за афери, додава Дневник во денешното издание. Председателот Ѓорѓе Иванов во колумна објавена во британскиот весник Телеграф вели дека Македонија е соочена со директен удар од мигрантската криза, која предизвикува низа безбедносни, социјални и општествени предизвици за целиот европски континент. Председателот Иванов додава дека Европската унија досега не покажала свест за справување со кризата, вклучително и со нејзиното пропуштање да го интегрира Балканот. Во обединета Европа денес има повеќе ѕидови отколку што поделена Европа имаше за време на студената војна. Додека Грција се соочува со опасност од хуманитарна криза, на границите на Балканот се распоредени армиите кои се во состојба на готовност. Секојдневно се соочуваме со обиди за нелегално влегување во Македонија, оштетување на државниот и приватниот имот, употребата на фалсификувани пасоши и насилни акти против безбедносните сили на граничната линија од страна на мигрантите. Нивната намера е да се избегне процесот на регистрација и безбедносните проверки на лицата кои заслужуваат право на азил. Парадокс е што сето тоа се случува од територија на држава која е дел од Шенгенската зона. Доведени сме во ситуација Македонија да ја брани Европа од Европската унија, пишува председателот Иванов во колумна за британскиот весник Телеграф. Во колумната објавена во пресрет на Европскиот самит посветен на мигрантската криза, Иванов наведува дека Македонија ќе продолжи да работи за заедничко европско решение, додавајќи дека Грција во моментов е најслабата алка во Европа и помошта од Европската унија треба пред се да биде насочена кон Македонија и кон нашиот јужен сосед. Во изминатите 24 часа МВР на 375 странски државјани им издаде потврди за искажана намера за поднесување на барање за признавање на правото на азил. Од почетокот на годината до вчера издадени се потврди на вкупно 89.491 странски државјанин. На грчка територија во моментов има 33.320 бегалци, соопшти координативниот центар за справување со миграцијата. Грчкиот заменик министер за одбрана Димитрис Вицас, кој е одговорен за справувањето со бегалската криза, претходно соопшти дека во текот на оваа недела Грција ќе обезбеди капацитети за сместување на уште 16.000 бегалци и имигранти. Францускиот министер за надворешни работи Жан-Марк Еро изјави дека Европа мора да постигне договор со Турција како да се спречи приливот на мигранти и бегалци, но и дека мора да го преиспита својот систем на отворени граници. Во време кога беше воспоставен системот на отворени граници, мигрантска криза од толку големи размери не беше предвидена, истакна Еро, додавајќи дека тој систем мора да се реформира. Според шефот на француската дипломатија, реформирањето ќе бара заштита на надворешните граници на Унијата, распределување на мигрантите кои имаат право на азил, помош за Грција и постигнување договор со Турција. Малопродажните цени на бензините се зголемуваат од ноќеска на полноќ за 3 денари, а дизелот за 2,5 денари по литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Според оваа одлука, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 58 денари, на Евросупер БС 98 ќе биде 60 денари, а Евродизелот ќе се продава за 43,5 денари за литар. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 40-дневен период бележи зголемување за 10,7%.